Почитувани, убав ден и денеска. Да ве поздравам сите вас и да започнеме со нашата емисија Гответе со Дракче. Денеска ќе си ги поздравиме нашите пријатели од Стокомак и ќе погледнеме дел од производите кои што ги имаме на нашата полица. Да погледнеме дел од производите кои што ги имаме, но вие во маркетите на Стокомак секако ќе си најдете се она што вам ви е потребно за вашето домаќинство. Навистина богат асортиман на производи, но и навистина секакви посебни вкусови. Секој по својот вкус ќе си најде, се разбира, производи кои што му одговараат. Ке си ги поздравиме нашите пријатели од Стокомак и за новата линија на продажба, така наречена Македонка, која што, кога ќе влезете во самите маркети на Стокомак, ќе ги погледнете рафтовите обоени во црвено и ќе погледнете дека токму таму на тие рафтови постојат производи со македонско потекло. Така, купувајќи ги производите на Стокомак со македонско потекло, го стимулираме и македонскиот производител. Ги поздравуваме нашите пријатели од Стокомак. Денеска ве поздравувам и вас, бидете заедно со нас и да го направиме и денешниот рецепт, онака како што и впрочем го правиме во секое наше другарување на емисијата Гответе со Дракче. Денеска во нашата емисија јас си поканив гостин кој ќе готви заедно со мене, но и со вас. Тој е едно младо момче, прекрасно дете, морам да кажам дека го познам многу одамна. Најубаво е тоа што од мали нозе почнал со сликарството, умее да пее. Најбитното што е во сето тоа што негова животна пасија е ликот на Исус. Постојано го слика во сите димензии или во сите видови на неговото движење. И тоа мене ми предизвика импресии да го поканам да биде гостин, а бидејќи многу готви, знае да готви од пити до манџи, па и благо во нивниот дом се служи баш се. И тоа направено од раците на Вилијам. Јас си го поканувам Вилијам Стојановски. Добре ми дојде. Добре те и многу ми е мило што ми дојде. Се радувам денеска да ми бидеш гостин и да направиме нешто убаво. Ти благодарам што ме покани во емисијата и навистина ми беше чест кога ми пиша повели во емисија, се израдував навистина. И еве во таа чест ти поклонувам една графика, да. Многу е тоа убаво да ја покажеме, бидејќи тоа е бродот на животот. Така. Онака како што ни плови животот и со бури и со убави времиња. Благодарам на подарокот. Овде ќе го поставам да ни биде. Ете така, а јас и ти ќе работиме. Ќе си работиме. Морам да ти признам, фала за прекрасната најава. Ова не го очекувам. Па тоа е вистината. Јас познавајќи те тебе и познавајќи го сето она што ти го правиш, го кажав само во една реченица. А има повеќе да се каже. Многу се изненадив пред камери, ќе кажам, кога дојде дома кај нас тетка Дракче, од дамнина беше тоа, пријател, наш близок пријател доаѓа и на врата јас го очекувам пријателов. И кога гледам тетка Дракче да, радост дома, да. Радост дома, викам, леле и така е, взаемна ни беше радоста. Повели од оваа страна, ти денеска одлучи да ни направиш пита на твој начин со прас. Одлучивме да биде тоа со прас, иако морам да кажам дека многу ти ги бенисувам благите работи. Леле, јас ги обожувам кога ги спремаш. Тоа е омилен рецепт ми е трилече, се надевам еве сега сме во таква ситуација. Некој следен пат ќе се направи. Да, следен пат ќе се направи нешто. Ајде сега ќе си започнеме. Празот рековме нема да го пражиме, ќе го посолиме и ќе го згмечкаме со рака. Така. Ќе му додадеме малку бибер, малку сол за да добие на вкус. Солцата ни е тука, ќе ставиме, значи празот можете да си го испржите, меѓутоа и нема потреба, кога правите пита можете само да го посолите. Така. И да го згмечите со рацете. Да, јас ќе си користам прсти, се извинувам, јас сум така навикнат. Дозволено ти е. Да, ќе си го згмечите. Природно ни е тоа. Да. И тоа ќе ви додаде доволно вода, ќе си пушти самиот прас, нели, за питата да испадне. Од самата сол што ја додаваме и кога ќе го згмечкаме малку, во корите си додава самиот вода. Да. Ете така, додека бега од страна. Ако нека си бега. Подобро да има него. Нека си има повеќе отколку да нема.
Ете Уште така. малце солца ќе ставиме да бидеме сигурни дека ни е доволно. Јас кога дојдов кај вас дома, прво се израдував на гостопримството, потоа на благодарам. многу бројните насади на босилек, едно растение кое што и јас и ти многу го сакаме, Да. и твоето семејство. И кога ја видов сликата на Исус поставена каде што тие работеше, она најтешката слика, каде што Исус е крунисан со трнлив венец, Така. мене многу ме погоди. Вистина морам да кажам. И затоа сакав сите тие твои работи, дел од нив, не можеме сите да ги покажеме, ќе бидат прикажани и денеска на нашите гледачи. Што беше тоа посилно од тебе што те наведе да ги правиш токму тие фотографии, односно слики, насликани од твојата рака? Па вака јас со уметност се занимавам цел, како знам за себе, знам дека малите тоа е возраст. нешто што сакам да го правам, да го творам. Така. И можам да кажам еден период го правев тоа поретко и сега барав начин како да се вратам нели на истото. И тоа некако испадна преку мојата вера, односно преку Бога. Осетив како некој повик дека треба да го правиш правам тоа, да. И навистина испадна успешно. И како ја направив првата слика, и луѓето околу мене беа задоволни, јас пред се. И навистина беше нели субав резултат. Така. Мислам Ајде ти дека му е среди си ги доволно. рацете на чешма, јас овде масичката и да почнеме со редење на корите. Ти ни тече муабетот убаво затоа што еве во веќе гледачите можат да погледнат и дел од твоите слики кои што ти ги сликаш. А кога ќе се пече питата, можеме и да искоментираме. Така. И ете да ја продолжам приказната, тоа беше начинот на кој јас повторно му се вратив на сликањето. И ми представува навистина задоволство да цртам, сликам нели во различни медиуми една таква фигура Како што е Исус. како што е Исус, да, светски Да не позната. ти пречи хартијата. Тоа може да се каже како Да, но некако Господ ти ги води и рацете. Умееш тоа да го направиш. Како Да, ти велев јас, како можеш да нацрташ толку живо око со едно јагленче, а ти ми велиш лесно ми е мене тетка дракче. лесно е, да, навистина Лесно ми е мене кога тетка дракче. еве упатувам една порака до јавноста, кој се чувствува дека може тоа да го направи, е спремен, нека проба. Ако има доволно љубов и храброст тоа да го направи, ќе излезе. Значи Господ помага. Помага. Наистина. Треба да додадеме сега и течност Так. со која ги посипуваш корите. Потребно ти е брашно. И може уште тавата да си ја земам. Добро, ти Еднаш. си ја земеш. Ето така. Значи потребно е вода околу 300, 400, 500 милилитри во зависност нели колкава пита правиме, колку кори користиме за колку души. Сипуваме од водата. Сега не знам точно тука колку има, меѓутоа сигурно има некои си 300 милилитри, може уште малку. Уште малку можеш и бокалчето подај ми го овде, затоа што таму ќе те Да не ни следат пречи. камерите како работиш. Ете така. Супер. На водата додаваме брашно, значи нема одредена рецепта Мерило, за ова, така, да, нема добро. мерило, туку се правиме од око, односно да ни дојде некоја смеса во густина на јогурт, ајде може да се Добро, каже. Ете така. Кашичка, јогуртна кашичка. Да, значи Ете нема Тоа е за Да. попраскување на корите. Дали Так. во самото ова течност додаваш и масло или посебно го ставаш маслото? Во истата Добро. течност додаваме и масло. И маслото исто околу 50 на милилитри или од око, ајде да кажеме. Добро. Се меша сето тоа да добие една убава густина. Што и да направите, никош нема да претерате, Да, да знаете. добро, нели се работи, кога работиме, велиме со многу Да, љубов, со многу работата љубов. оди Ете и така. пециво ќе додадеме во самата смеса. Пецивото ќе му даде една убава
структура на корите ќе им даде едно убаво пециво. Оживување. Да. Оживување на корите, бидејќи стојат во фрижидер. Ете така. Добро. Можете цело, можете пола. Цело додатико. Ајде, и така Нека оти. немаме проблеми со тоа. Добро. Вилија, Може да го многу додадеме. сакам да те прашам за она што јас многу сакам од тебе Ајде. исто. Овде ќе додадам, па ќе ми кажеш дали е доволно. Ете така. Добро. Може што малце. Добро. Она што ти го работиш исто, твоите врапчиња, птици, коњи, кои што исто јас многу сакам да ги гледам на твоите слики. Инспирација и тоа е интересно, не гледаш од ништо. Да. Многу е интересно што ти воопшто пред тебе немаш фотографија од еден конј или птица, тоа сето го правиш со твојот, како се вика? Креативен ум. да. Така, фоторефлексија на умот. Тоа е последица на долгото истражување, односно посветеност на работата. Јас тука морам да го пофалам мојот факултет за ликовни уметности, Така. кој навистина ни пружа нели еден таков вид Таква на можност. пракса, да, таква можност. Да ти биде. И тоа се учи. Значи ќе научите анатомијата на човекот, ќе научите анатомијата на животното, на конјот. Јас не сум го правил тоа од секогаш така, значи од негде мора да почне да погледнете од некоја слика или нешто. Значи тоа не е ништо страшно. Морате ви од негде да земете инспирација. Така, инспирацијата да дојде. Од негде мора да дојде. Ете и за една скулптура да направиме ние на факултет, вие мора да имате еден жив модел, да гледате од него, или по некоја слика, ќе го сликнете пријателчето ваше, ова и ќе почнете со работа. Така. Сега тука со рецептот, значи битно би е да напоменам, долните 2-3 кори само така ги редиме. Значи правиме пита тутканица. Можеш понапред, така, за да се гледа. И секоја кора е битно да се попрска со ова течност. Што ја направив. Да. Имаш, Така. ако ти е потребно и полесно со четкичката или Ајде, како што четкичката ти да е. искористиме, Добро. да. Добро. И претходно да се загреете рерната. Веќе е вклучена. Ете така. До Рената, гледачите. јас сум задолжена за мојот пријател Шпорет овде. Ете. Супер. Ќе ставиме 3 кори Добро. долу. Долните кори. Ете така, јас по навика се си правам со лажичка дома. Како тебе ти е полесно, како ти умеш и всушност тоа е и суштината на емисијата, да се погледне кој како умее. Како ги велиме популарните личности, јавните личности, како работат готват дома, да ни покажат и тука. Не е тоа некое си надпреварување, па да мораме да бараме шеф мајстори. Така си е. Добро. Сега овие кори ни служат за на крај кога ќе ни биде готова питата да ја здиплиме. Така, и една горна ставаме како украс. Ете така. Браво, знам како ти е замислата и јас така ги правам. Сега мојот рецепт на тутканица е секоја кора ја туткам. На почетокот ставам 3 кори од прилика. И така редите дел по дел, додека нели не се испадне. Се вкупно. Севкупно, Јас кога правам дома ваква тутканица, корите ги малку ставам во минерална вода, но ти не го правиш на таков начин. Може тоа, да. Еве твојот ќе го погледнеме. Може би кога немаме дома минерална вода да се искористи и ова што го имаме. Да. Добро. Исто во замена на пециво додавам дома сода бикарбона. Ете така. Она домашна сода бикарбона. Да, и секојаш убав совет да се послуша од постарите. Јас така, нели? готвењето секојаш од баба ми, од мајка ми и дедо ми беше исто пекар. На времето во Жито Лукс месеше. Ете ти, затоа тебе ти оди ова, како се вели, со мерак. Така е, да. Ајде пак ќе се навратиме на сликарството. Ајде. Иако ти многу си надарен и многу убаво пееш, но
Јас повеќе сакам да осврнеме внимание на она за што ти се школуваш. Еден ден ќе бидеш ликовен уметник, наставник по ликовно, професор по ликовно. Така да, мене и струката ми е таа ликовна педагогија. Така да ќе треба да ги насочуваш оние идни генерации како треба и што треба. Так. Што е љубовта кон сликарството? Боите? Боите? Привлекуваат боите уште од детството? Она како велиме со децата со раците бојат. Јас би сакал да кажам тоа е една слободна експресија, значи експресија на духот. Сум чувствувал дека можам нешто да направам, значи на тој лист хартија имам почнато со моливство, нели, тоа ми е како најблизок материјал и сум почнал со тоа, некако секогаш ме привлекувало да го пренесам, она што го гледам да го пренесам на хартија. И кога знаете дека тоа го поседувате во себе, понатаму е само работа. Значи, од еден цртеж, па иде понатаму друг цртеж. Па и да се погреши, се повторува повторно и да. Тоа е еден општ живот. Значи, правите грешки, потоа си ги поправате и следниот пат е се подобро и подобро. Подобро и подобро. Да. Да напоменам, ставивме веќе од празот, сега идеме со следното туткање на корите. Так. Така што ткадракче нема тука правила. Значи, битно е да сакате да го направите нештото и да бидете свесни дека можете сега. Така е, точно. За секоја една работа треба упорност. Да. И учење. И учење. Обавезно. И учење, без учење ништо не бидува. Да, мора да знаете, да научите историјата, мора да ја знаете, сите тие великани што денеска ги славиме, не знам, од Ренесансата. Така. Па наваму Леонардо да Винчи, Микеланджело и така натаму. Сите тие биле огромни мајстори и знаеле многу повеќе од самото сликарство. Биле и филозофи, математичари, физичари, треба да се знае историјата. Знам дека кога јас и ти си правивме дома муабет, дека ги правиш и другите икони без оглед, нели, другите светци, кои што се како куќни слави, многу пати сакаат да направиш, ти и подаруваш на пријателите кога име ете така. Да, обавезно. Наме направиш портрети и јас морам да кажам дека ти си единствениот сликар на кому јас му побарав да направи портрет од моите покојни родители. Така. И ти благодарам на тебе, бидејќи ти си таков како што те создал Господ, едноставно добар. Навистина ти благодарам, Ческа Дракче, мене ми е многу умилува што го слушам, затоа што ете чест ми е. Така, тоа беше вистината, има сведоци. Да, и да го направам тоа и се. Така. Посебно за личност, како што си ти, морам да признам. Ти благодарам. Чудо. Ти благодарам. Одиме со третиот, гледаме колку кори. Сега ќе гледаме да ги искористиме сите, ама мислам дека уште е ред е доволно. Да направиме, да ја ставиме потоа. Да, горната и да се испече. Добро. И оваа пита излегува како бурек на крај. Тоа мене највеќе ми се допаѓа. И на колегите. Брза е. И ја гледаат, а си велат кога ли ќе биде испечена, за да можеме да сите овде пробаме овој убав специјалитет од Вилијам. Инаку иконите кои ги спомнавме, тие ми се исто. Да. Просто народот наш живее во духот на славењето на светителите. Ете така. И тоа мене многу ме радува. И јас лично одам на литургија секоја недела и пеам на литургија. Поздрав до мојот хор Емануил од црквата Свети Спас во Маџари. Едноставно народот си живее во таа вера и тоа е многу убаво. Мене ми е чест да насликам некому таква икона од некој светител. Имаше една преубава, мислам дека и од режијата ја одбравме, Мајката Божја со новороденчето Исус во раце, една од најубавите икони што постојат, на која што ликот на мајката е насмеан. Единствена икона каде Мајката Божја е насмеана како мајка Богородица. И ти ја имаш преубаво насликано. Мислам дека ја одбравме, но ако не, јас ќе ја постирам. Ако нема проблем. Секако дека ќе ја објавам. Бидејќи на вистина убава. И кога ми пиша ти, викам леле, што попрво Што попрво да се внесе. Ете така. Да. И пак ќе кажам, работа си е работа, значи сегде мора
Да се работи со многу труд. Без тоа нема резултати. Како еден млад човек постигнува баш се? Многу пати велат дека младите не ги интересира ништо. Ете, ти си чиста вистина дека баш ги интересира. Знаеш да готвиш, музиката, литургијата, сликањето, факултетот, успеси на сите страни. Па искрено јас ќе кажам штета би било младите да не ги интересира. Ако во духот на младоста не работите, не сте активни, кога понатаму во животот, да, годините се минуваат и понатаму ќе ни бидат овие завршните кори уште еден ред да направиме? Ајде. Да го затвориме и готово. Веќе празот не ни е потребен, можеме да го затвориме. Не, може уште малце прашо, да, ќе искористиме. И да го ставиме на печење. Зашто времето не гаси. Готово. Ете така. Младите мора да работат. Меѓутоа, внимавајте што работите. Така е. Пораката е таа, внимавајте на она што го работите, дали ќе ви носи радост во душата или ќе ви ја зацрни душата. Затоа треба да се многу внимава. Да, бидете внимателни, бирајте што сака да одлучувајте на многу порани години, дури јас фала му на Бога имам прекрасни родители, мајка ми, татко ми, што уште од порано знаеле ме согледале едноставно каде ќе ме биде. Точно. Така што родители внимавате со своите деца, од порано ако не ги научите, понатаму да не биде доцна. На оние, како што се вели, вредности на живеењето. Така си. Добро. Ето така. Браво. Да ставиме уште малце од прашчето. Сите го сакаат овој рецепт дома, кај мене се прави често. Омилен. Да. Но овој рецепт може да биде и во една мрсна варијанта, да се направи со мелено месо, па да се направи со сирење и јајца, па со зелка, нели се она што. И сега ги поклопуваме вака корите. Јас сакам секоја да ја попрскаш, добро. Да ја напрскам. За да не биде сочна питата. И да не бидат суви корите. И да не бидат суви, точно. Да не ни се случи после горе да подизгори, па внатре не печена. Така, да. Ајде да внимаваме. Да. Така. Добро. Третата. Многу убава атмосфера има тука кај... Убава атмосфера, затоа што и колегите, и самиот амбиент, и самата емисија која што веќе од домакинета, кај нашите гледачи е така, точно онака како што треба и заслужува. Љубов и само љубов. Така си е, без љубов ништо. Готово. И сега ставаме на крај уште една. Покривни за украс. Покривна, а или двете може да ги стане, ајде да не... Добро. Да не... И секојаш последната е ја туткате навнатре, покривната кора. Како викаше баба ми за модел. Да биде убава, лична, да биде лична. Таа така не знаеше, нели, по-возрастните жени, вика. Така, биде ова, сакаше да каже за мода, ама таа ќе кажеше за модел. Да не испадне. И сега твојата пита ќе биде модел за други кои што сакаат да направат пита како тебе. Навистина, ова е еден брз рецепт, може секој да го направи, да ги срушиме стереотипите на жените треба да се укујна, а мажите не. Еве, ова е едно брзо и лесно рецептче, така што користете. Попечеме. Јас би сакала ако има некоја... А што сакаш? Чечкалица или со вилјушка нешто да боцнеме. Чепкалки имаме, еве ги. Ете така. За полесно да дише. Да дише. И да му влезе соливото. Ете така. Се распира. Ете си ја знаеш работата. Се по правило. Така си е и остатокот од го премачкуваме. Смесата го премачкуваме од озгора, тама не испадна. Одлично. Браво. Како мерено. Како мерено. Иако од око го сипуваше, но испадна како мерено. Секогаш од око, јас така се научив од мајка ми, поздрав до Вики си ја викам јас, Виолета. Мама Вики. Мама Вики, да. Мама Вики да ја поздравиме.
И тато да го И тато поздравиме, да Горан. си го поздравиме, тато Горан. Тато Горан, бидејќи е многу човеколюбив човек и божествен човек, кој што ја сака и музиката и луѓето, Да, и да. религијата. Оди сега на печење. Ајде. И тоа оди на печење. Ајде да ја поставиме питата на печење, а јас да го побарам рецептот на денот. Ајде така. Да го видиме рецептот на денот. Што се нам ни е потребно за денешниот рецепт? Пита со прас, 1 пакување готови кори, 3 до 4 страка прас, 5 лажици брашно, 50 мл масло, 1 кесичка пециво, 500 мл вода, сол и други зачини по вкус. Ете, тоа ни требаше за нашиот рецепт, но и вредни раце. Ти благодарам, Татко. Бидејќи ја следевме питата, сакам пред да видиме дали е готова или не, да направиме еден мал муабет со тебе. Ајде, јас се Што ти е сега најновото? Што работиш сега? Што ја не видов? Што ти е во моментот таму дома? Значи, иконите се стандардна нарачка, меѓутоа спремам некои скулптури моментално. Добро. Значи, Ете, тоа не го знаем. Да, Добро, спремам некои скулптури, тоа ми е и за факултети вака, нели, да си имам. Причина плюс за кафе. Да видам. Добро. Причина плюс за кафе. Добро. За кафе и да видам што се Вилијам Така спрема. си. Ако не е проблем. Скулптурите се од обични луѓе, богови или пак исто од светители. Скулптурите се од мотивот ми е од Библијата исто. Добра. Давид и Голијат приказната, односно сакам да го направам Давид бидејќи една од најизработуваните скулптури во текот на историјата, па зошто да не направим моја верзија. Одлично, браво, ете си одбра нешто на вистина, она што и е импресија и да се види. Добро, ете, нема да откриваме се и сакав да прашам за техниката на боење, бидејќи знам дека уметниците еден ден сакаат да бидат и зоографи, да бидат сликари кои што ќе насликуваат и свети храмови, фрески. Така е. Ја учите таа техника, нели? Се учи, се разбира. Значи, кај нас на факултет се треба да се изучи, сега, нели, индивидуата си бира понатаму што ќе изработува. Меѓутоа, како уметник, треба да се знае од се по нешто. А каде највеќе ве бива? Таму треба да се вложите. Ај сега да видиме уметничка пита. Ајде да видиме уметничката пита. Ти ја поставив даската овде за да можеме полека. Внимавај, топло е. Одлично изгледа. Малце ми запекла плюс, ама... Епа добро, горната кора може да фати малку. Сакам да прашам дали ја попрскуваш, дали ја покриваш може или ја сега оставаш? да се попрска со водичка и да се покрие, меѓутоа нема ништо лошо, нема да се случи ако само ја покриете, таа внатре имаше доволно од А јас би додала малку, дај ми од маслото, малку да ја помачкаме, вака, ете, ова. Сите опции се... Така, за да биде кората мека. Ете, малку да ти асистирам на твојата работа. Слушајте ги постарите се. Повозрастните, така. Повозрастните. Добро, Вилијам. Ете, за да биде нели помека оваа коричка горната, иако сакаме крцкава кора. Ете, така. Добро. Ќе уживате, верувајте, во питата. Многу пати, не сме во можност во текот на емисијата да ги вкусиме овие рецепти, но затоа пак убаво ручаме откако ќе се изгасат камерите. Така. Искрено ти благодарам што ми дојде во емисијата, што ни направи една убава пита. Ти посакувам успеси на твоето лично поле во однос на уметноста и многу здрави и многу среќа. Ти благодарам на вистина уште еднаш што ме покани и ми беше чест да сготвам нешто токму во твојата емисија. Благодарам. Му благодарам на Вилијам, се надевам, драги мои, дека ви бевме интересни, ви беше убаво, знам дека и понатаму ќе не следите. Овој рецепт ќе ви го покажеме и нели јавно, гласно, за да го подготвите и вие дома. Ете, гледате колку е лесно кога сака некој да научи нешто. Традицијата и понатаму останува наше најмило нешто суштинско во нас. Ве поздравувам и ве сакам.